Најголем дел од загинатите во трагедијата во Окочани починале како резултат на задушување од труење со јаглерод моноксид. Ова го констатирале обдукцијските наоди изготвени од Институтот за судска медицина. На почетокот на судењето, адвокатката на прво обвинетиот, газдата на Пулс Дејан Јованов Деко, повторно побара да му биде укинат притворот, на што бурно реагираа родителите на починатите. Дејан Трајковски. Задушување и труење со јаглероден моноксид е причина за смрт кај повеќе од 90% од жртвите во Окочанската трагедија. Според обдукциите кои денеска во судница ги презентираше обвинителството, со што ја отпочнаа фазата на изведување на материјални докази. Меѓу нив се и повеќето малолетни деца, како и членовите од ДНК. Други пак не преживеале затоа што имало недостаток на воздух и задушување поради притисок на градниот кош. Обвинителката Наташа Сарамандова им подели писмени објаснувања на адвокатите од одбраната за причините за смртта, за кои појасни дека детали ќе даде вешто лице од судска медицина, односно директорот Станков, на некои од наредните рочишта. Родителите во меѓувреме и натаму бараат одговор на прашањата за смртта на нивните деца, односно дали главниот причинител е цијанидот. Со сериозна загриженост реагираме на изјавите на бранителката на обвинетите, во кои се тврди дека кај починатите имало присуство на алкохол, дрога или други психоактивни супстанции. Сметаме дека изнесувањето на вакви тврдења без јасни, проверени, официјални докази представува сериозно и недозволиво обвинување. Нашите деца не се мртви од конзумација на алкохол и дрога. Причината за смрт, согласно досегашните наоди, се поврзани со изложеност на чад, токсични гасови, услови кои доведуваат до задушување. Мислам дека ќе има тоа што мислиме ние. Тоа е водороден цијанид. Водородниот цијанид е најсмртоносна супстанца што може да постои на ова планета. Треба да се изјасне. Плюс Александар Станков од судска медицина. Рочиштето започна со бурна реакција на родителите, откако одбраната на прво обвинетиот Дејан Јованов повторно побара наместо во ефективен доди во домашен притвор поради влошена здравствена состојба, но обвинителот го одби барањето.